Хидроцентралата Чебрен е од огромно енергетско значење за Македонија, но лошо е што државата ја испушти шансата да ја изградиме ние. Според експертите, лошата вест е што стратешкиот проект, тежок 1 милиарда евра, го добива компанија од надвор, во случајот од Грција, што долгорочно не дава надеж дека Македонија навистина ќе стане и енергетски независна. Во пракса тоа ќе значи дека електричната енергија која ќе биде произведена во Македонија со домашни ресурси, ние повторно ќе треба да ја купуваме на берза. Како ја земеше Македонија да гради? На 7 години. Тоа ќе беше по 100 милиони евра. Дали 100 милиони евра не се големи пари за државата. Ќе се откаже од неколку луксузни коли, ќе ги имавме парите. И тоа ќе беше македонска компанија, која што од првиот ден производството на електрична енергија ќе беше македонско, со таа вредност. Ова е лошото. Тоа беше шанса со пари од државата да се помогне на производните компании. Владината одлука за издавање на концесија за користење на води за производство на електрична енергија на грчката Public Power Corporation отвора и низа дилеми. Колку од водата од вештачкото езеро ќе може да се користи за наводнување? Колкава ќе биде поволноста за Македонија да купува поевтино струја? Колку македонското стопанство ќе учествува во градбата? Ова се прашања кои на јавноста не и се познати, бидејќи не се знае што точно се подпишало. Од она што досега е познато во јавноста, грчката компанија ќе треба да отвори посебна фирма во Македонија, во која учество би требало да има и државната ЕСАМА, најверојатно од околу 30%. Експертите предупредуваат дека милиардата за Чебрен може да доведе до ново задолжување без соодветен фидбек. Колку од тоа ќе биде партнерството проценти на Македонија, а колку ќе биде на Грција? На колку години? На 30, 40, 50 години. Не е јасно или не знаеме дали ќе се даде како придонес бакшиш на оваа компанија и работата и производството на електрична енергија на хидроцентралите во Тиквеш. Не знаеме. И како што гледате, многу нејасни работи се внесени во тоа. Така, добро е што ќе се гради, многу е добро што ќе биде реверзибилна и многу е потребна. По 13 пропаднати тендери по повеќе од 30 години, владата донесе одлука за доделување на концесија за изградба на хидроцентралата Чебрен. Предвидено е хидроцентралата да има функција на производство на електрична енергија, како и режим на пумпање и враќање на водата назад, со што на Црна река ќе се создаде најголемото вештачко езеро во Македонија. Откако ќе заврши проектирањето и собирањето на документацијата, предвидено е да се почне со градбата. Рокот е 7 години, а вредноста на договорот 1 милиарда евра.